да се обидуваме до безконечност. Аз ке почвам вака. Пред фактите и боговите мълчат. Вие, бидейки не сте богови, денес не мълчите. И оправдано не мълчите, бидейки вие аминувахте сите досегашни бюджети, да се шо опозицията ги предложеше вие, отбивахте адхок и така натам и така натам. Значи, мислата, што е започна, да е завършена. Факт. Безброј факти ви дадохме денес, зашто овој бюджет е неостварлив. Безброј факти ви дадохме дека не може да се реализира и толку пари да се соберат. Факт е дека во изминатото општина Битола немала толку пари и не ги реализирала своите проекти. Вие што ги вецувавте, што ги пишете во бюджетите, во програмите и така натаму и така натаму. Факт е дека економијата и стопанството ни на колена. Факт е дека овој бюджет нема да се реализира. Уште колку факти треба да направим? Факт е дека имате блокирани, рековте, 8 училишта. Факт е дека борчиме за огработ на училишта. Факт е дека низ градот се шатат коњи магарини. Факт е дека улиците се катастрофа и така натаму и така. И вие повторно екзекувате и одите не читате оно што имате напишат. Ако некој ви го напишал, ви направи лоша услуга. Ако сами сте го напишале, ако сами сте го напишале, тогаш реално гледајте ги, работите и дискутирајте реално. Значи немој само да напишите нешто и за тоа да го одите, одите и ми читате. Зошто го говорам? Затоа што она што го набројав и вие, и тие други, тие улични, тие патчина, тие патики кози, тие се тековни работи на општина Битола. Тековни работи општината постои за тоа. Значи општината постои за задоволување на основните потреби. Почитувани колеги, а не да ми читат овие дека се тие капитални објекти. Не пазете ги како закана се Да ги нема капиталните објекти. Тоа е факт. Ама не коментирајте. Ајде, пауза, малце да се спирите ги правите. Ајде, Софи, искажете се дайте. Значи, не се обраќайте, обраќайте се сега. видите како така би така. Почитувани колеги, овој бюджет, како на повеќе пат, е неостварлив. Не можете да браните нешто што не може да се оправи. Факт е дека немаме пари. Ако нема пари, нема ни реализација. Да видиме начин. А можете да се парите 3 години. Можем да ве направиме јас со цела вечер. Нема реализација, нема пари. И не мешайте палки и шапки, ќе ве молам. Оставите централната власт, оставите ги лидерите, оставите кои шовете, дайте, фокусирајте се ново што овде денес се случува. Сега дискутираме за бюджетот на општина Битола. Мола, ајде, тишина. И вие правите нешто што не постои. Постои, ние се факти, ги кажавме факти, ги кажавме бројките, ги кажавме цифрите, ги кажавме парите. Но како сакате да вртите тие толку се пари? Нема повеќе пари. Тие се 20 милиони. 10 милиони од централна власт, 10 на тукашни пари, тоа е се. Вие ќе го префаксирате да направите пакче во Поримеч. Големо чудо што ќе направите. Општина Битола за тоа просто само плаќа данъци. За да му направите нешто, а не да не го направите. 12 години ги оставите во кал домуша. И сега овде ми упетвате дека е супер, така? А не му представете, че представете да упетвате дека нешто чини. За тоа што чини или не чини, си добивте фактура на 11 декември. Ќе добиете уште една фактура за скоро време. Сад тоа ќе ве водат, сегајте се на бројките и на бюджетот.